Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Иве што подготвивме денес. Во посета на оранжериите на Еко-оаза Самандов во село Таринци, општина Карбенци, е министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. На работилница кластерот Креатива денес во Штипје утврдува стратешката програма. Расте интересот за членување во кластерот кој креативните идеи може да ги приточи во бизнис. Вечерва Штипско културно лето со концерт во Народниот театар на кој ќе се изведува милос карактеристичен за националностите во регионот. Во посета на оранжериите на Еко-оаза Самандов во село Таренци, општина Карбенци, е министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Посетата е во рамки на активностите на Министерството за следење на актуелните состојби во оранжериското производство и надминување на проблемите со откуп на производството. Центарот за развој на Источен плански регион во рамките на проектот Мрежување на мултимедијални центри во прекограничниот регион Креатива одржува работилница во Штип за членовите на кластерот за креативна индустрија на тема Стратешко планирање на кластер Креатива. Промоција на своите креативни идеи во кластерот наоѓаат занаечиите, софтвер инженерите, уметниците, дизајнерите и архитектите. Има голем интерес, значи јас не се ни сомневав од самиот почеток дека тука има доста фирми од областа на креативните индустрии кои што со својот личен труд и со интелектуален капитал создаваат додадена вредност која што може да се комерцијализира. Секоја работилница имаме се повеќе и повеќе заинтересирани, а во меѓувреме веќе кластерот официјално се основаше и тој број на членки се зголемува. Во моментот имаме околу 25 со нови 10, со тоа што сакам да потенцирам она што е посебно важно, дека кластерот е резултат на проектот за меѓугранична соработка и тука е еден од примерите каде што функционира и во Република Бугарија и во Македонија, во источниот регион, плански регион. Денес во Кочани работилница на тема биодиверзитетот на Осоговијата организира општина Кочани и инфоцентарот на Европската унија заедно со Македонското еколошко друштво. Работилницата е дел од проектот Зелена недела. Кочанската полициска станица наскоро ќе добие нов командир. Последниот збор во оваа одлука ќе го даде Советот на општината Кочани и на утрешната седница кога ќе се бира меѓу тројца кандидати. Полициската станица во Кочани треба да добие нов командир. Веќе подолго време е испразнето местото на оваа функција. Досега го пополнуваа постојни полициски службеници, на кои меѓу другите работни обврски им беа давани и други раководни улоги. Листата со кандидатите за кои е дадена согласност од Министерството за внатрешни работи била испратена минатата недела, а според законските одредби, Советот изборот треба да го направи во рок од 2 недели. За нов командир на полициската станица во Кочани на избор се Драган Чоданевски, кој извесен период ја извршуваше должноста на ВД командир. Горан Величковски, актуелен ангажман е во областа на сообраќајот, и Јордан Стојанов, кој е во областа на превенцијата. Тројцата се со долг стаж и имаат завршено соодветно образование, односно ги исполнуваат условите што ги пропишува Министерството. Токму затоа, како прва точка на дневниот ред, изборот на командирот ќе се најде на утрешната седница. Заврши првото јунско пријавување за упис во средните училишта. Објавени се и резултатите кои покажуваат дека во добар дел од општините средното стручно образование е попривлечно од гимназиското за идните средношколци, но на крајниот исток гимназијата е главен избор на полуматурантите.
Вчера без многу турканици на крајниот исток заврши првото пријавување за упис во средно училиште. Во источниот регион полуматурантите покажаа голем интерес за гимназиско образование, додека бројките за текстилните струки во средните училишта во Делчево, Македонска каменица и Берово се едноцифрени, иако градоначалниците, собствениците на модни конфекции, како и дел од наставниот кадар од текстилните струки, најавија стипендирање на учениците кои што ќе се запишат во оваа насока, сепак и понатаму интересот за оваа струка е минимален. Гимназиско образование, општо, значи гимназија и така и до втора година па натаму ќе размислам. Во првото пријавување се имаат пријавено 76 деца за гимназиско образование, 10 деца за прехранбено-техничка струка во трајање од 4 години и 7 деца за текстилна кожарска струка во трајање од 4 години. А за текстилно-кожарската струка во трајање од 3 години или конфекционер реформиран план и програма немаме пријавено ученици. Инаку на првото пријавување во средното општинско училиште Ацо Русковски во Берово се пријавени 103 ученици, од кои 82 во гимназиско образование. Во средното општинско училиште Милејаневски Џингар во Македонска каменица, од пријавените 32 ученика, 20 ученици се запишани во гимназиско образование. Директорите велат дека вратите на гимназиите ќе бидат отворени и во второто пријавување во рамки на првиот уписен рок на 29 и 30 јуни, како за гимназиско, така и за стручно образование. Во нашето училиште имаме слободни места и тоа слободни места и во гимназиското образование, слободни места имаме и во стручното образование. Според огласот за запишување на ученици во прва година во нашето училиште беа предвидени 5 гимназиски паралелки, 2 стручни во трајање од 4 години и 1 стручна во трајање од 3 години. Имено имаме 5 гимназиски паралелки, една во текстилно-кожарска струка, односно конфекцијски техничар или 4 годишно образование, една хемиско-технолошка струка или прехранбен техничар 4 годишно трајање и една паралелка текстилно-кожарска струка конфекционер реформиран наставен план и програма во трајање од 3 години. Резултатите од запишувањето од првиот уписен рок и бројот на слободни места ќе бидат објавени на 1 јули. 60 жители на Виница имаа можност за бесплатна проверка на шеќерот, холестеролот и крвниот притисок во рамки на проектот на Министерството за здравство, здравје за сите. Бесплатните здравствени прегледи можат да бидат сериозен детектор на здравствената состојба и аларм за преземање на брзи реакции, бидејќи здравјето мора да биде приоритет пред се друго и зад се друго. 60 жители на Виница во денешната акција на здравствен дом ја искористија бесплатната услуга да го проверат холестеролот, шеќерот, крвниот притисок, да добијат и соодветни инструкции и совети како и колку да внимаваат на здравјето во летниот период. Ова е веќе трета акција поред од проектот Здравје за сите, воредна, бидејќи не престои летниот период, односно очекуваме повисоки температури, превентивни правиме прегледи на пациенти кои дојдат, пациенти, граѓани да речеме, не пациенти, мереме крвен притисок, висина, тежина, холестеролот го мереме, исто и шеќерот во крвта. Бидејќи ризичен овој период, високите температури, даваме совети. Градоначалникот Дончев и директорот на здравствен дом први се вклучија во акцијата. Тоа е добра можност за сите жители да дојдат овде и да ја проверат превентивно здравствената ситуација кај секој. Имавме можност да видиме дека овде први беа пензионерите кои што се постојано во паркот. По она што го видов, тие се во добра здравствена состојба, добро се држат и јас си пожелувам добро здравје на сите. Овие акции се благодет за пензионерите чија старосна граница бара за честени контроли. 2 години не сум бил ускопен, напред се проверував. Тук за очите сум одил, операција вршена на двете очи. Така. Иначе со здравје сум добар. Колку години имате? 75. Внимавате ли на исхраната? Не, ништо. Само ракија не пијам, друго се пијам, се јадам. А ракија воопшто не пијам. Генерално здравјето? Цигаре не пушам. Здрав се сеќам. Само те со очите што ги опирисува очите. Јас 81 година. Здравјето и така, ама не е нај. Имам проблем од кичмата.
Па месечно одиме тука. Така. Ова тука пензија, тоа ше тука паста година еднаш. Здравствен дом Виница ја реализираше третата акција годинава, но не и последна. Како дел од програмата на Штипско културно лето, вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт насловен "Музиката ги обединува сите" на Сдруженијето Синергија. Концертот е во Народниот театар во Штип. Музиката ги обединува разликите е проект на Сдруженијето за хуманитарни активности Синергија од Штип, финансиран од владата на Република Македонија. Целта на проектот е младите од општините од Источна Македонија, кои како идна професија ја избрале музиката, интеракциски, разменувајќи ги културните вредности, да осознаат дека разликите меѓу нив не се причини за раздор, туку за заеднички живот и збогатување на искуството. 25 млади лица тоа го сторија со заеднички работилници каде ги вежбаа композициите. Истовремено за учесниците биле организирани работилници за меѓуетнички интеграции во образованието и екскурзија на која се дружиле во Крушево и во Скопје. Овој проект го привлече вниманието на организаторите на Штипско културно лето, пошто е донесена одлука проектот "Музиката ги обединува разликите" да биде дел од јубилејното 30-то издание. Овие учесници во проектот, тоа се 25 деца, ученици и студенти во музичко училиште и музичка академија, ученици од цела Источна Македонија и од Штип, кои работеа 3 месеци во создавање на овие numeri. Од нив имаше 10 македонци, 5 руси, 5 турци, 5 роми. И сите тие изведуваат по 2 песни на своите националности. Исто така на крајот ќе имаат изведување на песната "Назад, назад, Калино моме", една строфа изведена во сите 4 јазици. Децата го извежбаат тоа, прекрасно звучат, ги повикувам граѓаните да дојдат и да ги слушнат. Она што ќе се случува на сцената на Народниот театар ќе биде автентичен израз на традицијата и обичаите на спомнатите националности. Албанската полиција ја прекина акцијата во селото Лазарет вчера околу полноќ поради потпол мрак, а конечната пресметка со наоружената група се очекува денес. Полицијата досега уапси 11 членови на групата, меѓу кои 4 се предале од 21 лица за кои е распишена потерница. Наоружената група во средата утрово во селото Лазарет пукала на полицијата кога еден припадник на полицијата загинал, а 2 се ранети. Невремето во Истра, Хрватска направи хаос во градот. Обилните дождови и грмежи оштетиле 20 автомобили, куќи и згради. За време на олујата, која траела половина час, откорнати се и кровови од куќи, а од кафулињата летале столици, маси и чадори. Во Задарската општа болница биле задржани 2 жени поради што гром удрил во пазарот каде што продавале. Жените се во стабилна состојба, но се задржани. На француското пристаниште Калајс возачите на камиони велат дека во последно време речиси е невозможно да си ја вршат работата поради големиот број на мигранти кои се обидуваат да влезат во камионите и со нив да го минат каналот до Велика Британија. Потребна ни е помош, агресивни се, ги затвораат вратите од камионите за да ни гледаме што се случува внатре, ја крадат нашата роба, рекол еден возач на камион. All England клубот го објави ранкингот на носителите за Вимблдон 2015. Очекувано Новак Џоковиќ и Серена Вилијамс се први фаворити на неофицијалното светско првенство во тенис. Иако All England клубот не се раковеди според ранкингот на ATP листата, нема сериозни промени кај носителите во двете конкуренции. Единствено местата ги заменја Раоник и Ферер. Првиот е 8 на ATP, но е 7 носител на Вимблдон. Рафаел Надал е дури 10 фаворит оваа година. Во женска конкуренција очекувано Серена Вилијамс прв фаворит пред ланската победничка Петра Квитова. Нема ниту една измена според VTA ранкингот и носителите кај дамите. Надпреварите на третиот Гранд Слем во годината започнуваат на 29 јуни, а ќе завршат првата недела во јули. На крајот вестите видете какво време не очекува. Имајте убав ден и гледајте не во 16:30 со информации за настаните кои го одбележуваат денот.